Државите во Европа соопштуваат рекордни бројки на ново инфицирани со COVID-19 и ги заоструваат превентивните мерки. Франција, Португалија, Холандија, Романија, Полска, Чешка се меѓу земјите каде што деновиве бројките се највисоки. Во Русија исто така има голем број на новозаболени, па властите во Москва воведоа нови рестрикции. Светската здравствена организација ги повика лидерите да превземат максимални превентивни мерки за спречување на пандемијата. Постојат мерки кои се ефикасни доколку се применуваат правилно и во вистинско време, па затоа мора да се преземе акција со цел да се запре ширењето на коронавирусот, изјави извршниот директор на Светската здравствена организација Мајкл Рајан. Инаку Индија изби на второ место според бројот на инфицирани со COVID-19 со над 7 милиони, додека рекордери се уште се Соединетите Американски држави. Една студија во Австралија открива дека коронавирусот може да преживее на површини, како на пример на банкноти, на стакло или на метал и до 28 дена. Затоа дезинфекцијата и честото миење раце и натаму е еден од клучните начини за превенција. But I think the key message really is to wash hands where possible and sanitize your hands with an alcohol-based disinfectant often. Една третина од хоспитализираните пациенти со COVID-19 во Соединетите држави имале и когнитивни и неуролошки симптоми, вклучувајќи конфузија и делириум, е заклучокот на една обемна студија. Во многу случаи, неуролошките симптоми продолжиле и попуштањето од болница, како на пример проблеми со меморијата и концентрацијата. Истражувачите велат дека се уште се испитува дали тие симптоми се во директна врска со вирусот или пак се последица на недостигот на кислород во крвта. Според Светската здравствена организација, пандемијата влијае и врз менталното здравје на луѓето. Изолацијата, губењето на приходите, стравот, се некои од факторите кои за време на коронавирусот дополнително негативно влијаат врз менталното здравје. We know that there are direct and indirect consequences of the COVID-19 in the mental health of the population of countries affected by the pandemic, and we expect the demand to increase for care of people with mental, neurological and substance use disorders. We are then concerned that services should be available to answer to the needs of those people. Во Велика Британија се истражува дали масовното користење на вакцината против туберкулоза може да помогне во заштитата на здравствените работници од COVID-19. Вакцината против туберкулоза создавала имунитет кој штити и од други болести. Британските истражувачи ќе испитуваат околу 1000 здравствени работници за ефикасноста на оваа вакцина против COVID-19. Сепак додаваат дека ова не е замена за потенцијалната вакцина против коронавирус, но оти може да помогне во меѓувреме.